А сега на нова тема во продолжение. Вештачката интелигенција веќе не е иднина, таа е наша сегашност. Македонија и регионот се приклучуваат кон глобалната технолошка сцена преку Startup Revolution Summit настан, што ќе ги поврзе идеите, луѓето и иновациите. Денес ќе разговараме секако за овој настан, за овој самит и за начинот на кој што ќе обликува иднината на стартапите и се разбира кога станува збор за другите теми што ќе бидат во фокус на овој самит. Велам добро утро за Ана Секуловска, програмски директор во Стартап клуб Скопје. Ана, добре ни дојде. Добро утро, Ваня, добро најдов. Баш ви е пријатно тука во студио, многу ми е мило што сум вас гостин и фала ви многу за поканата. Благодарам секако и на позитивниот одговор за да позборуваме на оваа тема, не само да го најавиме самитот, туку малку да навлеземе и во неговата суштина и значењето на вакви нешта, посебно за моториката на едно мало општество, за раздвижувањето на едно мало општество. Што представува овој самит, која е неговата главна мисија во контекст на технолошката иднина, не само на Македонија, туку и на регионот, бидејќи го ставаме како регионален. Супер. Благодарам за најавата. Пред се оние кои што не гледаат и можеби не знаат, овој самит ќе се одржи на крајот од ноември месец, од 27 до 30 ноември. Сме домакини на регионот, тука во Скопје. Од каде потикна идејата и што е всушност значењето на овој самит и како понатаму ќе влијае и врз технолошкиот развој и врз иновациите во нашата земја и пошироко. Накратко ќе пробам да објаснам. Идејата на овој самит и за неговата реализација всушност се случи уште на почетокот на оваа година, каде што размислувавме со тимот дека потребно во нашата земја да ги донесеме малце поблиску новите трендови кои што се случуваат во регионот, но и воедно да станеме домакини на регионалниот стартап екосистем, но и да позборуваме и за вештачката интелигенција и како влијае таа денес. Има доста настани кои што се одвиваат овој период, што особено ми е мило, но она што го прави овој настан различен е дека ставаме особено акцент на брзо растичките компании, односно стартапите кои што се со висок ризик, но и висока скалабилност за да пристапат на нови пазари. Тие најчесто менаџираат со ограничени ресурси, па тука вештачката интелигенција доста оптимизира одредени процеси и тие најчесто некако полесно се адаптираат кон прифаќањето на нови технологии. И тоа ни е една од главните теми. Ќе донесеме неколку стартапи кои што имаат висок раст и од нашата земја, но и од регионот, кои што ќе представат како навигираат на полето на вештачката интелигенција и кои технологии ги користат моментално. Тоа има големо значење пред се за да видиме која е трансформацијата кај нас на пазарот и на компаниите, но воедно и за помладите кои што веќе сакаат да се впуштат во некој свој бизнис, развивање на некоја технологија, да ги добијат информациите од прва рака. Така да тоа ни е најважното нешто. Исто така ќе биде клучна и размената на информации, што се случува во другите држави, што се трендовите на другите пазари, кое е значењето и воедно тука е клучно и мапирањето кое што го правиме не само на македонскиот пазар во однос на вештачката интелигенција и стартап екосистемот, но и на регионално ниво. Така. Како овој самит се очекува да придонесе за подобро вмрежување и развој на стартап заедницата во Македонија и пошироко? Овој настан е организиран од Стартап клуб Скопје, кој што моментално е една од најактивните организации во нашата држава кога станува збор за стартапи. Многу ни е мило што пред се тоа и заедницата го препознава како такво. И од аспект на сите вмрежување кои што ги имаме со нашите регионални организации, сакавме сите партнери да ги донесеме тука на едно место. И од тој аспект, понатаму, сакаме да представиме како се движат растот на компаниите во другите држави со кои што работат и останатите организации. Така што врежувањето од тој аспект ќе биде пред се од представници од организации кои што ќе дојдат од другите држави, како што напоменав стартапи кои што ни доаѓаат од 12 земји од регионот со кои што активно соработуваме. Од друга страна ќе ни дојдат експерти кои што доаѓаат од Лондон, од Саудиска Арабија, од Турција, од Чешка исто така, што е важно да споделат нешто повеќе за интерно како се случуваат работите кај нив и политиките кои што се случуваат во нивните земји. Од тој аспект размената на информации сметам дека е клучна и важна и во некако брзо растечки економии најважното нешто е која информација прва ќе стигне до нас и како исто да ќе ја искористиме. Така да топло препорачувам на сите оние кои што се движат во овие трендови, овие индустрии, дали се од корпоративниот сектор, невладин сектор, студентски организации, компании, да не се приклучат кон овој самит и да бидат дел од ова движење кое што го креираме од Македонија па понатаму.
Така. Зошто е важно да се мапира регионалниот екосистем и каква улога ќе има оваа иницијатива во градењето на соработката меѓу различните чинители? Мапирањето ни е важно бидејќи сфативме, како што напоменав претходно, дека преку носењето на сите овие ентитети во нашата држава, многу е важно да остане некој трак и некаков белег од тоа што го правиме. И сушност организацијата на сите тие информации и представување на истите кон јавноста прави до зголемување на соработката, на видливоста на истите, на мрежување од една страна, полесен пристап. Значи, ние доколку сакаме да работиме во една индустрија, многу е важно да знаеме кои ќе ни се партнерите, каде може да се обратиме во однос на некој кој што можеби се само истражувачи во едно поле, бидејќи покрај сите оние таргети кои што ги споменав претходно како публика кои што ќе се придружат и доста и универзитетски истражувачи кои што работат на други факултети во Европа, кои што ќе донесат свое знаење. Најчесто некои иновации потекнуваат од истражувачки центри кои што некогаш се јавуваат и на самите универзитети. Некогаш тоа се случува со итерации и тестирање на одредени технологии, така да многу е важно да знаеме кај се наоѓаат тие. Преку мапирањето сакаме да видиме кои се клучните чинители кај нас и кои се во регионот. Дали тоа во голем дел се компании или организации или пак стартапи кои што моментално развиваат некоја технологија. Така да преку мапирањето луѓето ќе можат да погледнат кои се тие главни чинители, бидејќи ќе креираме една интерактивна мапа од сите кои што ќе го посетат овој настан, но и воедно се наши соработници кои можеби нема да не се приклучат физички, но виртуелно ќе го следат како таков самитот преку апликацијата која што имаме за обезбедување на пристап до агендата и сите оние кои што ќе присуствуваат. Така. Кои типови организации и поединци очекувате да се вклучат во јавниот повик и што добиваат доколку бидат дел од интерактивната мапа? Како што напоменав, очекуваме да тоа да бидат организации кои што работат со стартапите, односно тоа се инкубаторски, акцелераторски програми, коуворкинг простори, организации кои што имаат проекти во делот на иновации, предприемништво и вештачка интелигенција. Од друга страна, корпорации кои што можеби интерно развиваат одредени технологии или пак во иднина се заинтересирани тоа да го направат, во зависност од кој степен на дигитална трансформација е самата компанија внатре. Очекуваме доста инвеститори да дојдат и од државата, но и од регионот, кои што се заинтересирани да инвестираат во нови технологии и брзо растечки бизниси како што се стартапите. Од друга страна ги спомнав и истражувачите, студенти кои што исто така се заинтересирани да развиваат нешто во тој поглед или да започнат свој бизнис или да тестираат одредени технологии и сите оние кои што се ентузијасти во ова поле и сакаат да се информираат. Бенефитот од покрај тоа што е очигледно од аспект на мрежување, видливост и слично, сметам дека е заедништвото и разговорот за следните стратегии и трендови кои што ќе се случуваат. Важно е да ги започнеме дискусиите и како ќе ги продолжиме. Така што во однос на мапирањето сега ќе добијат видливост, исто така креираме и буклет кој што понатаму ќе биде достапен за сите кои што ќе учествуваат на конференцијата, но и сите оние кои што сакаат да ја поддржат и понатаму да бидат информирани на оваа тема. Како го оценувате моменталниот развој на вештачката интелигенција, на сцената, целата сцена во Македонија? За да го одговорам тоа, може би треба да бидам експерт, но јас можам да го кажам моето гледиште. Искуство, да, чисто во прашање го поставувам бидејќи некако вештачката интелигенција стана дел од се, па мора да се следат тие трендови. Не сме експерти за тоа, но нели кога веќе зборуваме за овој самит и за нејзината вклученост во се, бидејќи ставате регионален предзнак, па успеваме ли според вас да ги следиме трендовите? Сметам дека во зависност од индустријата, така што секогаш е различно нивото на користењето на вештачката интелигенција, алатките кои што ги возможува, генеративните модели кои што се моментално достапни, различно се користат во различни сектори. Така што кај нас нивото може да се разгледува по сектори и тоа да биде различно. Е сега од моето гледиште и од аспект на мојот круг и мојата околина во која јас се наоѓам, сметам дека засега сме на некое средно ниво на сето тоа користење и познавање. Сметам дека има доста потенцијал кој што се уште треба да го искористиме, особено бидејќи кај нас на ниво на држава не постои национална стратегија, барем се уште. Постојат некои форми, институции и организации кои што разгледуваат одредени стратегии во одредени сектори, каде што се образованието и слично, но сметам дека особено бидејќи нема одредени регулации, се уште имаме простор за иновирање и за тестирање на работи, што е доста значително.
Но важно исто така да сме информирани за кои се тие организации и инициативи кои што веќе се градат, дали се тоа на технолошките факултети, кај што е иницијативата со везилка што имаме, дали она што го поттикнува моментално Министерството за образование и внесувањето на вештачката интелигенција во средното образование како такво, така што има доста движење, но сметам дека потенцијалот се уште не е искористен и не достига во некои аспекти се уште едукација за користење на тие модели, бидејќи се уште не е баш на основно ниво, но сметам дека тоа можеме да го напредиме. Луѓето кои што веќе се во напредно ниво или години уназад веќе работеле со делот на вештачка интелигенција или machine learning во делот на истражување, така што за нив ова не е ништо ново, така да постои простор тоа да се унапреди и дефинитивно да размислуваме како ова можеме да го искористиме за развој на економијата во повеќе сектори. А имаме ли нешто каде што можеме да се позиционираме силно? Некоја гранка, нешто? Во моментов, сметам, барем јас не можам некој конкретен заклучок да дадам, кој што би бил издржан и аргументиран, така да би немала нешто особено да предонесам, но можам да кажам дека од аспект на оние нови бизниси кои што се раѓаат кај нас, барем во стартап заедницата, сметам дека можеме многу добро да парираме на глобални бизниси кои што развиваат одредени технологии. Имаме доста основачи, млади бизнисмени кои што се доста информирани и се во текст со трендовите кои што се случуваат на глобално ниво и благодарение на тоа многу брзо можат да носат одлуки и да оптимизираат процеси во нивните организации. Така што од тој аспект сметам дека сме на доста добро ниво, но тоа се однесува само во модерен аспект. Так. Ги разговараме овие теми бидејќи имаме ние многу паметни луѓе, мало општество сме, но кога зборуваме за овие теми навистина имаме паметни луѓе и штета што дел од нив се држат се уште на маргините, бидејќи може навистина да се искористат премногу. Доста ни е веќе од политики, од секојдневни дискусии, муабети за тоа, па дури и кај младите, мислам дека нештата се менуваат, но се уште овие луѓе некако како да си работат за светот, но не доволно државата прави да придонесуваат и за нашето општество. Па следствено на тоа, уште едно потпрашање ќе ве оставам да одговорите, дали сметате дека Македонија дава доволно поддршка, односно институциите, државата ни дава, природа се ни дава што треба, но дали институциите даваат поддршка и ресурси за да се развиваат стартап бизниси во областа на вештачката интелигенција, доволна ли е мотивацијата или треба уште повеќе? Знам дека имаме што многу за работа на тоа поле. Мислам дека дел од владините институции се уште не се свесни за тоа што се случува оперативно во нашата држава на ова поле и што се може да се искористи. Така да од оние кои што можеби не слушаат и сакаат да се информираат, јас топло им препорачувам да ни се обратат и да ја пристапат на тимот на Стартап Клуб Скопје за да слушнат што ние правиме и зошто е тоа важно. Но од друга страна, она што особено ме радува е сите оние млади основачи на компании кои што се дел од нашата заедница, со особен елан сакаат да вратат кон општеството и дел од најголемите спонзори кои што се дел на настанот се всушност компании кои што потекнувале од Македонија. И тоа е многу важно да се напомене, бидејќи они сакаат да вратат кон заедницата, но тука е потребно да имаме поддршка, нели, и од институциите кои што гласно ќе не слушнат за сите ова што го правиме. Затоа што во последниот период и многу луѓе кога ќе ни се обратат и ќе на прашаат дали ќе има представници од државниот сектор кои што ќе бидат дел од самиот настан, размислувавме како да ги вклучиме на начин кој што ќе биде проактивен. Односно, тоа нема да биде изразено само некое присуство и говор и обраќање, туку ќе биде повеќе организирање на нешто кој што ќе биде од корисна размена на информации. Така што ние сме отворени за соработка и сакаме тоа да го слушнеме, но сакаме и проактивност, бидејќи она што ни е важно е да видиме резултати. Ние работиме оперативно многу за нашата заедница, но исто така не сакаме да изгубиме довербата. И токму ради тоа ни се потребни одредени резултати и поддршка која што ќе биде значителна, дали од финансиски аспект, дали дополнителна едукација или вмрежување со одредени институции, носење на информациите таму, значи сето тоа е од аспект на синергија и ги повикувам да работиме заедно. Така. Останува уште една само да кажеме кога ќе се одржи самитот и како може да се биде дел од него.
Супер. Самитот ќе се одржи, како што напоменав на почетокот, од 27 до 30 ноември. Ги имаме едни од најголемите простори во Македонија за одржување на истиот, односно во Македонската филхармонија и Македонска опера и балет. Така што имаме 2 дена со целосна агенда на 28 и на 29. Они кои што сакаат да бидат дел од настанот, можат да ја набават својата карта или билет на страната што е на startuprevolution.ai, која што е официјалната страна за самитот. Значи има различни тикети во зависност од кој профил се, дали се основачи на компанија, дали се од корпоративен и бизнис сектор, дали доаѓаат како инвеститори. Од друга страна сме отворени се уште за партнерски соработки, така што доколку некој сака да се вклучи во програмскиот дел од настанот, се уште постои еден мал дел од агендата кој што може да го организираме заедно, така што ги повикувам да ни се обратат или на профилите на Startup Revolution или на Startup Club Скопје за да размениме информации. Ни останува уште еден месец до настанот. Сакаме да бидеме добри домакини, така што секој кој што сака да го поддржи да се вклучи, ги охрабрувам да бидат дел од истиот и ве поканувам и вас како медиум да ни бидете дел од настанот. Имаме доста поддршка од регионални медиуми, убаво е да се собереме сите заедно и да се дружиме и да разменуваме искуство. Апсолутно. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодараме вас.